Председател кој ќе биде меѓу народот, зголемување на реалните ингеренции на првиот човек на државата, спас за граѓаните од агонијата во која се наоѓаат. Ова се главните амбиции на Гордана Силјановска-Давкова, која се пријави на конвенцијата за избор на председателски кандидат кој ќе биде поддржан од ВМРО-ДПМН. Доколку влезе во Вила Водно, ветува дека работите во државата ќе бидат подобрени во секое поле. Стручната подготвеност, а не партиската припадност ќе била главна при предлагањето на носители на јавни функции, за кои председателот има надлежност. Ветувам дека, доколку станам председателка, моите кандидати ќе бидат најдобрите во Уставниот суд, најдобрите во Судскиот совет, дека амбасадорите ќе се регрутираат врз основа на компетентност и стручност, а не врз партиска блискост. Не треба да се зачудите ако ме видите на протест со маргинализирани групи во првиот ред. Не треба да се зачудите ако во парламентот, ако има потреба од вето, кажам дека дајте да се усогласиме овде. Европската агенда исто така една од главните цели на Силјановска-Давкова. Вели за напредок на европскиот пат ќе мора да се поработи на реалните проблеми на граѓаните и државата, а не само да има празни флоскули околу европската иднина. Со реторика ЕУ, љубов моја, ЕУ, про ЕУ, фронт за ЕУ, не се оди во ЕУ. Не. Во ЕУ се оди со стандарди во сите области. Од човековите права до економијата. Човековите права во Македонија се заборавени и нема да се зачудам ако се соочиме со постапки пред судот во Страсбург. Силјановска-Давкова веќе ги собра потребните 30 пратенички потписи, со што нејзиниот пат за кандидат за председател е непречен, но најави дека ќе собере 10.000 потписи од граѓаните со цел да влезе во изравната трка со другите кандидати за председател.